Александар Ампов е најсреќниот помеѓу 40-мината верници кои во светените води на Виничка река се обидоа да дојдат до светиот крст на големиот христијански празник Богојавление Водици. По трет обид Александар за прв пат успеа да ја долови духовната среќа, да биде просветлен од Бога и крстот да дојде во негови раце. Ова ми е трет пат што се фрлам по крстот. Здравие, среќа, успех. Со жилби за среќа, здравие, берикет, она што според верувањата го наговестува чинот на соединување со Бога, градоначалникот Емил Дончев му подари лаптоп компјутер од општината, а отец Бранко Богданов од храмот Свети Архангел Михаил го закити со сребрена комбинација на крст и синџирче. На празникот Богојавление, кога имаме и обичаи и традиција кои не се косаат со православието, кога светите води се осветуват во целиот православен свет, денеска и ние во нашиот град на Виничка река го положивме светиот крст за еден од лицата, младите или женетите го изводи од Виничка река. Оваа година среќата му се падна на Александар, нека му е честито, благословено, да има здравје, среќа, љубов. Се верува дека оној што ќе го фати крстот ќе има многу здравје и среќа во оваа година, па ова му го посакувам на нашиот Александар Ампов кој денеска го фати крстот, нему, на неговата фамилија и на сите жители на општина Виница. Инаку годинава за прв пат покрај 36 ергени кои се фрлаа во водите на Виничка река, кај параклисот на Свети Ѓоргија, духовната среќа ја побара и 7 младоженци. Празникот Водици или Богојавление е денот на кој според христијанското предание Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во реката Јордан. И затоа со овој празник завршуваат не само 12 така наречени некрстени денови, туку и циклусот зимски празнувања во кои спаѓаат уште и свеченостите поврзани со Бадник Божик и Стара Нова година или Василија.